Драги слушателки, мило ни е што ја слушате оваа епизода од програмата Жени со надеж. Јас сум Нена и во денешната епизода ќе продолжиме да размислуваме за менталното здравје, односно за разните психички нарушувања, бидејќи сакаме да ја подигнеме свеста за оваа проблематика. Целта е да обработиме барем дел од овие нарушувања за да ви едуцираме и информираме. Се разбира како и досега секоја тема ќе ја погледнеме од перспектива на Светото писмо, за да сватиме дека без разлика со што се соочуваме, ние сме скапоцени, сакани и вредни во Божите очи. Во претходната епизода зборувавме за превенција од самоубиство, а денес ќе зборуваме за тоа како да се справиме со самоубиството на сакана личност. Самоубиството на некој наш близок може да не скрши емотивно. Затоа е неопходно да користиме здрави стратегии за соочување со болката, како што е барањето поддршка, за да го започнеме патувањето кон исцелување и прифаќање. Со нас денес е и Моника и таа ќе сподели мудри совети кои верувам дека ќе бидат од полза на сите што се соочуваат со ваква животна трагедија. Добар ден, Нена, да, продолжуваме. Иако темата е многу болна, во претходната епизода ги споделивме податоците за тоа колку е зачестено самоубиството, особено кај младите, па затоа сметам дека е и неопходно понатаму да зборуваме за ова. Зборуваме за превенција, но што кога трагедијата веќе се случила? Како понатаму? Како да се продолжиш со животот? Знаеш, кога некоја сакана личност ќе се го одземе животот, емоциите можат целосно да не преплават. Таа тага толку го кине срцето што буквално може да почувствуваме и физичка болка. Во исто време, може би почнува да не јаде и вината, човек се прашува дали можев да направам нешто за да ја спречам смртта на мојата сакана личност. Додека се соочувате со животот по самоубиството на некој ваш близок, знаете, пред се дека низ тоа не мора да минувате сами. Прво важно е да се нагласи дека секој има право на сопствен живот и да располага со него според сопственото верување. Но општеството сепак мора, во интерес на секој поединец и на луѓето од неговото окружување, да ја спречи секоја самоубиствена намера. Ова особено важи кога станува збор за помлади и здрави лица кои се во налетот на својата сила. Низ историјата самоубиството различно се сваќало во различни култури, така во античкиот Рим, во Јапонија и на други места на него се гледало како знак на храброст. Додека во Алјаска, например, постоеле верски церемонии при кои сопругата си го одземала животот на погребот на својот сопруг. Низ вековите некои филозофи го бранеле правото на поединецот да изврши самоубиство. И тука е познатиот Дейвид Хјум во одбрана на самоубиството рекол: тоа не е никакво злосторство ниту кон Бог, ниту кон себе се, ниту кон ближниот. Самоубиството како феномен представува здравствено-социјален проблем на кој досега не му се придавало на внимание што навистина го заслужува. И статистички гледано, мажите, речиси 4 пати почесто извршуваат самоубиство во споредба со жените. Сепак, најголем број самоубиства се случуваат во средната и подоцнежната животна доба без оглед на полот, а како најчест начин на одземање на животот кај двата пола се појавува бесењето. Моника, предпоставувам дека емоциите се неверојатно силни кога ќе изгубиме некој наш близок на таков начин, зарем не? Да. Не е исто како кога некој ќе почине од природна смрт. Самоубиството на саканата личност предизвикува силни емоции, например, се јавува шок. Може да се појават неверување, емотивна вкочанетост, може би мислите дека самоубиството на вашата сакана личност не е реално. Тука е и гневот, може би сте лути на саканата личност, зошто ве оставила, или зошто ви оставила тага во наследство, или сте лути на себе си или на другите, зашто сте ги пропуштиле знаците на самоубиствените намери. Доаѓа и вината, во мислите може би си велите: што ако јас можев да сторам нешто, притоа обвинувајќи се себе си за смртта на саканата личност. Следене очеот може да ве обземе тага, осаменост или безпомошност, може би ќе доживеете физички колапс или дури и самите ќе размислувате за самоубиство.
збунатост, многу луѓе се обидуваат да најдат некаква смисла во смртта или се обидуваат да сватат зошто нивниот близок си го одзел животот, но најверојатно за секогаш ќе останете со некои неодговорени прашања. Чувството на отфрленост исто така тука. Можеби се прашувате зошто вашиот однос не бил доволен за да ја спреши вашата сакана личност да се го одземе животот. Покрај тоа може да доживувате интензивни реакции со недели и месеци по самоубиството на вашата сакана личност, чувајќи и ноќни мори, навраќање на сеќавањата, потешкоти со концентрацијата, социјално повлекување и губење интерес на вообичаените активности, особено ако сте биле сведок на самоубиството или вие сте го откриле. Сум слушнала дека луѓето кои доживеале некој нивен близок да си го одземе животот, честопати се соочуваат и со стигма. Многу луѓе имаат проблем да разговараат за самоубиството и можеби затоа тешко им се обраќаат на оние кои на таков начин изгубиле некој свој близок. Тогаш тие луѓе се чувствуваат изолирано или напуштено ако поддршката што ја очекувале едноставно изостане. Освен тоа, некои религии ги ограничуваат обредите достапни за лицата кои си го одземале животот. Поради тоа нивните блиски исто така може да се чувствуваат осамено. Што е потребно да се направи за да се тргне по патот на исцелувањето? Пред се потребно е да се усвојат здрави стратегии за соочување. Последиците од самоубиството на сакана личност може да бидат физички и емотивно исцрпувачки. Додека минувате низ вашата тага, внимавајте да ја заштитите сопствената благосостојба. Останете во контакт. Обратете се кај вашите блиски пријатели и духовни водачи за утеха, разбирање и исцелување. Обкружете се со луѓе кои се подготвени да ве слушаат кога имате потреба да зборувате, како и со оние кои едноставно ќе ви понудат рамо за потпирање кога посилно сакате да молчите. Тагувајте си на свој начин. Направете го оно што е добро за вас, а не нужно за некој друг. Не постои само еден правилен начин за тагување. Ако ви е премногу болно да го посетите гробот на вашата сакана личност или да ги споделите деталите за нејзината смрт, почекајте, додека не бидете подготвени. Бидете подготвени за болните потсетници. Годишниците, празниците, другите посебни пригоди можат да бидат болни потсетници за самоубиството на вашата сакана личност, но немојте да се прекорувате што сте тажни или жалостени. Наместо тоа размислете за менување или привремено прекинување на семејните традиции кои се премногу болни за да продолжат. Не брзајте. Загубата на некој близок поради самоубиство е страшен удар, а закрепнувањето мора да се одвива со сопствено темпо. Не дозволувајте да ве брзаат туѓите очекувања дека поминало доволно време. Очекувајте падови. Некои денови ќе бидат подобри од другите, дури и со години по самоубиство, и тоа е во ред. Исцелувањето честопати не се случува рамномерно. Размислете за група за поддршка на семејства погодени од самоубиство. Споделувањето на вашата приказна со други кои минуваат низ издвид на тага може да помогне да најдете смисла или сила. Разбирам. Моника, што би рекла ти, кога би требало да се побара стручна помош? Ако едно лице чувствува интензивна или постојана анксиозност или физички проблеми, би било добро да се обрати кај својот лекар или кај стручно лице за ментално здравје за помош. Барањето стручна помош е особено важно ако личноста чувствува дека тоне во депресија или ако и самата пак почнала да помислува на самоубиство. Разрешувањето на тагата што изостанала може да се претвори во комплицирана тага каде што болните емоции се толку долготрајни и тешки што доаѓа до проблеми со продолжувањето на сопствениот живот. Во зависност од околностите, од корист би била индивидуална или семејна терапија. Потребно е по одредено време соочувањето со еднината да биде со чувство на мир. Драги слушателки, стигнавме до вториот дел од нашата епизода. Во првиот дел зборувавме за тоа како да се продолжи со животот по самоубиството на сакана личност.
А сега врз основа на учењето на Светото Писмо ќе зборуваме за тоа како да се пронеде надеж и сила откако една личност ќе се соочи со таква трагедија. Покрај другото ќе зборуваме за тоа какви совети и помош можеме да им дадеме на луѓето кои се соочуваат со самоубиството на блиска личност. Сандра, што вели Божиот збор за оваа тешка тематика? За жал, имам неколку блиски пријатели кои ги изгубија своите татковци или деца поради самоубиство. Малку е да се каже дека самоубиството е трагедија, а во времињата кога и самата бев лично погодена од самоубиство, тоа водеше до многу долги разговори со Господ доцна во ноќта и често преиспитување во собствената душа. Кај самоубиството постојат некои сличности со вообичајната загуба и типичната тага, но постојат и многу разлики, вклучувајќи слоеви на сомнаш, гнев, вина, страф и збунетост. Една добра пријателка ми зборуваше за тоа колку не ја разбира Божјата добрина во светло на самоубиството на нејзиниот татко. Со многу голема мака ја изрази својата сомнаш. Прашањето што го постави беше слично на прашањето што се поставува при сите облици на страдање. Тоа е прашањето зошто? Зошто Бог го дозволи сето ова? Светото Писмо вели дека Бог е суверен. Тој може се. Дека ниту една негова намера не може да биде попречена. Јов 42 глава 2 стих. Ако е така, зошто го дозволи тоа самоубиство и зошто не го спречи? Дали тоа беше дел од неговиот план? Неговиот збор вели дека е добар кон сите, дека има сомилост кон се што создал. Псалм 145, 9 стих. Од една страна, знам дека Бог има контрола над се, но од друга страна знам дека и ние сме одговорни за нашите постапки. Па тогаш, како личната одговорност на мојот татко оди рака под рака со Божјата сувереност? Дали беше Божја волја мојот татко да си го одземе животот? Се прашуваше мојата пријателка. Добро е да се свртиме кон Бог, да тагуваме и да му ги изнесеме своите прашања. Давид го прави тоа во сите псалми, а исто така гледаме дека и Мојсеј го прави истото во Излез 5 глава, 22 до 23 стих, кога му вели на Бог: Господи, зошто го воведе во неволја овој народ? Зошто ме испрати мене? Зашто откако излегов пред фараонот и проговори во Твое име, тој уште полошо постапува со овој народ? Ти не го избави народот свој. Бог најчесто одговара на прашањето зошто, со потсетување на тоа кој е тој, што направил и што ќе направи. Исход 6 глава од 1 до 8 стих. Тогаш Бог му рече на Мојсеј: Еве, ќе видиш што ќе му направам сега на фараонот. Под дејство на силна рака ќе ги пушти, под дејство на цврста рака дури ќе ги истера од земјата своја. И уште му зборуваше Бог на Мојсеј па му рече: Јас сум Господ, јас им се јавував на Аврам и Исак и Јаков како Ел Шадај, а со името мое Јахве не сум им се открил. И направив завет свој со нив дека ќе им ја дадам земјата хананска, земја во која беа тие доселеници и во која живеа како тугинци. Ги чув воздишките на израелските синови, кои египтјаните ги измачуваат, и се сетив на заветот мој. Затоа, појди и кажи им на синовите на Израел велејки: Јас сум Господ, ќе ви изведам од египетското робство, ќе ви избавам од насилството нивно, ќе ве спасам со силна рака и со строга казна. Ќе ве земам за свој народ и ќе ви бидам Бог, па ќе познаете дека јас сум Господ, Бог ваш, кој ќе ви изведе од египетското робство. И ќе ве воведам во онаа земја за која кренав рака и се заколнав дека ќе му ја дадам на Авраам, на Исак и на Јаков, и ќе ви ја дадам вам во наследство. Јас сум Господ. Мојсеј им го пренесе тоа на израелците, но тие не го послушаа затоа што беа паднати со духот поради тешкото робство. Бог му рече на Мојсеј: Оди и кажи му на фараонот, египетскиот цар, да ги пушти израелците од својата земја. Со нашите ограничени умови не разбираме како Бог е суверен, но секој од нас е одговорен за тоа како реагира и што избира. Но Библијата ни кажува кој е Бог, и токму преку запознавањето со Бог ги поттикнуваме луѓето на поинакво прашање. Како ќе одлучиш да одговориш на страдањето што ти е дадено? Во Филипјаните 1 глава 29 стих читаме: Зашто вам ви се даде дар поради Христос, не само за да верувате во Него, туку и да страдате за Него. Видов како праведниот гнев отстапува место на горчината поради егоцентричноста на починатиот родител.
Видов личност која ги обвини своите родители затоа што сега се оставени да го чистат нередот што тие не го направиле, вриејќи поради недостатокот на контрола што имале врз изборот што го направил нивниот близок. Видов како овој без потоа се врти кон Бог додека го преиспитуваат неговиот карактер. Со љубов поттикнете личноста да ја прости на саканата личност која си го одзела животот. Охрабрете ги да се понизат под мокната рака на Господ, молејќи го Бог за прошка за својата горчина и осудување и доверувајќи му ги своите сакани. Поттикнете ги да го молат Бог за помош за да го видат својот близок не само како грешник, туку и како сострадалник, а ако е во Христос и како сосветец. Видов како мојот пријател се бори со она само да беше, да разговарав само со него или да му пратев пошта или да бев таму. Тој веројатно немаше да го стори тоа. Видов како блиските почнуваат да се обвинуваат себе си. Видов како лажна вина влегува во нивниот ум додека се фокусираат на своите кајања. Продолжете со љубов да ја потсетувате таа личност дека она што излегува од срцето е тоа што го осквернува човекот. Во Марко 7 глава 20 до 23 стих читаме. Исус рече: "Она што излегува од човекот, тоа го осквернува човекот, зашто однатре од човечкото срце излегуваат лоши мисли, блудства, кражби, убиства, прељуби, лакомства, лукавства, измами, расипаност, око завидливо, хулење, гордост, безумство. Сите овие зла излегуваат однатре и го осквернуваат човекот. Секој човек има избор како ќе реагира на своите околности, мисли и чувства. Можат да му се препуштат на своето тело или да го однесат на Голгота за да биде распнато. Многу луѓе се борат со тоа колку малку контрола имаат на тугиот избор, верувајќи во лагата дека можеле да го спречат тоа. И самата патев од тој месијански комплекс и се затекнав себе си како велам. Да го поставев само ова прашање, таа се уште ќе беше жива. Само Бог има власт над животот и смртта и само тој го знае бројот на нашите денови. Повторно, потсетете личноста на изборите што ги има во одговорот на ова страдање. Видов пријатели како се борат со страв, имаат страв дека тоа ќе биде и нивна приказна, дека ќе завршат како нивните татковци. Се плашат дека има проклетство над нивното семејство. Се плашат дека тоа може би значи дека нивниот близок е во пеколот. Поттикнете ги луѓето да ги префрлат своите товари на Господ, бидејќи тој се грижи за нив. 1 Петрова, 5 глава од 6 до 7 стих. И така, понизете се под мокната рака Божја, за да ве возвиши кога ќе дојде времето. Сите ваши грижи препуштете му ги нему, бидејќи тој се грижи за вас. Потсетете ги на ветувањето дека ќе личат повеќе на Исус, додека секој ден се повеќе се преобразуваат во неговиот лик. Римјаните 8 глава од 28 до 30 стих. А знаеме дека на оние што го љубат Бога и се повикани по негова волја, се им содействува за добро, зашто оние кои однапред ги позна, нив и ги предопредели да бидат сообразни со ликот на неговиот син, та тој да биде првороден меѓу многута браќа. А оние што ги предопредели, тие и ги повика, а кој ги повика, тие и ги оправда, кој ги оправда, тие и ги прослави. Потсетете ги дека Исус стана проклетство за нив и дека поради тоа им е понудено неговото совршено праведно сведоштво, па затоа се калемени во неговото семејство. Во Галатјаните 3 глава од 13 до 14 стих читаме: Христос не откупи од проклетството на законот, откако поради нас стана проклетство, бидејќи е напишано: секој да е проклет што виси на дрво, така што благослова даде на Аврам да дојде преку Исус Христос врз незнабожците, за да го добиеме ветениот дух преку верата. Вратете ги сомнежите и нејаснотиите на личноста кон Божиот збор. Божиот збор е вистина. Тагувајте со неа или со него и плачете со нив во ова време. Седете во пепелта со нив додека тагуваат. Молете се за нив и со нив. Потсетете ги на Откровение 21 глава од 3 до 4 стих. И чув висок глас од небото како зборува: ете го светиот шатор, светилиштето на Бога меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив, тие ќе бидат негов народ, а сам Бог ќе биде со нив, нивниот Бог, и ќе избрише Бог секоја солза од очите нивни, и смрт нема да има веќе, ни плач, ни пискот, ниту болка нема да има веќе, бидејќи поранешното помина. Драги наши слушателки, дојдовме до крајот на оваа епизода.
Доколку некоја од вас го има овој проблем или познава некој кој го има, би сакале да ве замолиме да не се борите сами со него. Побарајте помош од соодветните институции во нашата држава и ви постакуваме во целиот тој процес Бог да ви даде сила и начин како да се справите со целата ситуација. Доколку сакате да споделите некаков коментар со нас, можете тоа да го направите на нашата имейл адреса zenisonades@gmail.com. И се разбира, можете да не следите на нашите Facebook и Instagram профили, кои ќе ги најдете под името Жени со надеж. Се надевам дека ќе ни се придружите и во следната епизода. Бог нека ве благослови вас и вашите семејства.